Почитувани гледачи, ве поздравувам од студиото на телевизија Кочани во емисијата Отворено и ви порачувам воедно да останете до крајот на оваа емисија со програмата на телевизија Кочани, затоа што ќе разговараме со претседателот на Интегра, господинот доктор Љупчо Ристовски. Добар ден и ви посакувам убаво да се чувствувате во Кочани и во нашето студио. Добар ден, добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Така. Веднаш на почетокот да ве прашам малку бомбастично какво изненадување очекувате во текот на утрешниот ден од ДУИ и од СДСМ во делот на тоа што ќе соопшти Али Ахмети? Искрено да ви кажам, размислував вчера околу таа работа. Шпекулациите и проценките што ги слушам на социјални мрежи се дека наводно успеале да се договорат да имат заеднички кандидат за градот Скопје. Веројатно тоа ќе биде албанец во случајов. Другото не би било изненадување. Која е поентата не знам, но тоа си е нивна работа. Така. Знаете, политиката е минско поле. Ако нагазите на мина, таа може да ве разнесе и да испарите за 48 часа од политичката сцена. Така што секоја политичка партија си ја носи одговорноста за било која политичка одлука и тоа си е нивен проблем. Така, тоа беше како мал овет, инаку одлично познаваште на политиките во рамките на државата. Внатрешно политички како стоиме, каква е ситуацијата во Македонија на 4 месеци пред локалните избори? За моја жал и за жал на мојот народ ми се чини дека Македонија, како никогаш досега во поновата историја, се наоѓа во една страшно незавидна ситуација. Јас сега малку и внимавам да бирам зборови, но ако до неодамна тврдевме дека се наоѓаме на ивица на провалијата, веќе проценувам дека сме ја преминале таа ивица на провалија и стрмоглаво одиме надолу. Од каде ја влечам аргументацијата за ваквите констатации? Од една страна, основниот столб на политичкиот суверенитет во татковината Македонија, тоа е македонскиот народ, се наоѓа во еден процес на сериозно обезличување. Повеќе, знаете како да испарува македонското од татковината Македонија. Значи се случува еден сериозен процес во кој што владата на Социјалдемократскиот сојуз ги распродава државните интереси на Македонија. Знаете, Македонија како држава е формирана уште во 45-та година. Во уставот од ФНР тогашен 46-та година, таа е дефинирана како држава на македонскиот народ. Нормално и на останатите албанската етничка заедница, останатите малцински етнички групи. Ова е, значи, узанс, ова е политичка терминологија, сега малку како професор објаснувам, ја кажувам оригиналната терминологија која што е прифатена, значи, во меѓународни рамки, во светски рамки за секоја држава, нација во светот на планетава Земја. Значи, со референдумот 1991 година Македонија стана држава на македонскиот народ. Нормално, споделен е политичкиот суверенитет со албанската етничка заедница, со останатите малцински етнички групи, и тоа е мудроста на македонецот да едноставно го отвори политичкиот простор и да влезат во едни процеси кои што ќе ја градат татковината и ќе ја носат во прогрес и во просперитет. Но, за жал, Социјалдемократскиот сојуз за последниве 4 години, почнувајќи од Преспаскиот договор, сега со новото во најава велепредавство со новиот бугарски договор, кој што професор Новковски е во право кога вели дека ќе биде дојрански договор, затоа што со Охридскиот договор се отсече еден дел од столбот на таа политичка сувереност на македонскиот народ и од тогаш прогредира сите екстремизми кај албанската етничка заедница, односно кај политичкиот блок од албанската етничка заедница. После 2001 година, значи, со рамковниот договор од Охрид, се отвори еден процес во кој што македонскиот блок на политички партии е ставен во скутот на Али Ахмети и ДУИ. Било да станува збор за Социјалдемократски сојуз, било да станува збор за ДПН. Значи, кога е на власт ДПН зависи од
одлуката на Ахмети и Дуи. Така се случи 2016 година, ВМРО имаше блага предност на изборите, но одлучи нели по главицата затоа што двете македонски партии во својата собствена глупост, јас ја велам будалаштина од ранг, се доведува во ситуација да бидат наркомански зависни од албанскиот екстремизам во Македонија. И природно е кога вие како политички противник гледате слабост кај другиот, гледате наркоманска зависност затоа што не може да дојде на власт ниту Социјалдемократскиот сојуз, не може да формира влада без Дуи или Ахмети или било која од албанските политички партии во Македонија, било ДПН и сега да дојдат на избори на власт и повторно ќе бидат наркомански зависни од Дуи и од албанскиот етнички корпус во Македонија. Природно е во таква една констелација, заради будалаштината на македонскиот блок партии, да растат екстремизмите кај албанците, но во случајов растат екстремизмите и кај официјална Атина, официјална Софија, па ако сакате и Белград, не зборуваме за Албанија и за Косово, значи за Приштина и Тирана. Значи Социјалдемократскиот сојуз за 4 години успеа да урниса се што беше предност на македонското во татковината Македонија. Тие буквално значи поплука по жртвите на партизаните од Втората светска војна, на елинденците од предилинденскиот период и едноставно брутално, безобразно, крвнички го прекинаа синџирот на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и за своја собствена држава, за своја собствена татковина. Така. Значи тие тука буквално го прекинаа тој синџир, да, затоа што во дадениот момент во разговорите со Бугарија тие подпишаа во спогодбата со Бугарија дека имаме заедничка историја од 44 година, што е трагедија во суштина. Заедничка историја сме имале до 44 година. Тоа значи дека во Втората светска војна тие не биле окупатори, него биле администратори и ние сме ги дочекали нив како ослободители од српската окупација во текот на меѓу двете светски војни. Што е нова будалаштина од ранг, спротивно на сите историски записи и спротивно нели на волјата на македонскиот народ, на нашите дедовци и баби кои што крв пролева за да влезат на страната на антифашистичката борба за нели своја слобода и за своја нели национална држава, за својата татковина. И вие сега кога ја продавате брутално и безобразно историјата како да е ваша од таткови и од мајка ви, не застанувате тука. Вие сега мешетарите и со јазикот. Па го барате коренот на јазикот, па сакате да дајате килава дефиниција, со која што, мислам, науката во 1594 година, француско-македонска лексикон е издаден во Париз, препечатен е после Втората светска војна, но оригиналот стои во архивите во Париз, ние го имаме исто оригиналот. Таму имате илјадници зборови, чисто македонски, со изворен македонски корен од ова поднебје. Значи, зборуваме во 16-тиот век. На прагот на 16-тиот век, значи, француско-македонски лексикон ги бележи сите македонски зборови од ова наречие кои што врска немаат со никаков бугарски дијалект или со никакво бугарско наречие. Значи, дојдовме во ситуација ние да се докажуваме кои сме и што сме, што е една бедна позиција, таа е една пизмен, поданичка, јаничарска политика во однос на соседите. Јас често пати велам, има сериозни елементи и основи за кривично дело според член 308 од Кривичниот законник. Вие ја подведовте татковината Македонија, државата Македонија и македонскиот народ како главен столб и главен носител на политичкиот суверенитет на државата Македонија во понижувачка ситуација во однос на други народи и држави. Понижувачка ситуација од тоа да преговарате и разговарате за својата историја не постои. Значи, туѓа историја се пишува само кога ќе подпишете капитулација. После војна. Во мирнодопски услови, капитулација да подпишете, тоа е велепредавство и повторно подлежи под Кривичниот законник. Јас јавно ги праша во една прилика владата на Социјалдемократскиот сојуз дали ова значи подпишана капитулација во однос на Бугарија. Ајде, во однос на Грција, да. Тоа е друго прашање, ќе го разговараме и тоа. Дали дојавте одговор и како? Да, досега не сме добили одговор, од тука јас имам право јавно
да ги обвинам дека тие се однесуваат како да подпишале капитулација, а со тоа, значи, ќе паднат под судот на историјата. Во периодот пред нас, правно-политичка разврска за овие будалаштини од ранг мора да има. Чи ја давате историјата, еден од клучните столбови на идентитетот, културата веќе не разговараме, значи тие сега ви носат универзитет од Бугарија со име на вашиот главен национален универзитет. Тие сами си ги прогласија Кирил и Методи за бугари, кирилицата за бугарско писмо и така натаму. Председателот Пендаровски јавно изјавува после посетата во Рим дека корените на македонскиот јазик биле во кирилицата и во, нели, и во Кирил и Методи, а ако Бугарија ги прогласила за бугари и за бугарско писмо и така натаму, тогаш пораката која е дека коренот на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет е во бугарскиот народ и во бугарскиот јазик. И тоа е велепредавство од првата до последната буква, значи тоа е класичен пример за велепредавство и тоа не се случило во историјата на постоењето на планетата Земја. Па племиња во Африка тоа не го дозволуваат. Племиња во Африка не дозволуваат некој да си поигрува и од позиција на диктат некому да му пишува историја, да му кажува каков јазик зборува, да му кажува како да се чувствува по идентитет. Тие употребуваат една банална бледа аргументација, ние не ви оспоруваме, бидете си вие македонци, ама од 44-та. Кои се тие да ми определуваат мене, од кога јас да се чувствувам како македонец? Па нација не се ствара преку ноќ, јазикот не се создава преку ноќ. Чи тоа е нарешје кое го зборувало македонскиот народ оддамна. Македонскиот народ од секогаш се чувствувал различно, имате милиони историски записи и од бугарите, и од србите, и од грците. Второ, како може да сме ние титовска нација и да сме титовска творба? Како успел Тито во Грција да создаде, денеска имате 300.000 македонци кои што јавно се декларираат без око да им трепне покрај сите притисоци од непријателска Грција како македонци. Во Бугарија имате ден денеска македонци кои што се сочувствуваат македонци, немаат право да се кажат дека се македонци, немаат право да говорат на свој мајчин јазик, немаат право да имаат радио, немаат право да имаат телевизија, а Бугарија е членка на Европска унија. По кој аршини е она примена во Европска унија, кога не ги задоволува основните стандарди, не почитува одлуки на Европски совет, не почитува одлуки на суд европски, не почитува ништо. Едноставно, Грција и Бугарија тврдат нема македонци, а реалноста на теренот во 28 извештаи на ОПСЕ и Обединетите нации кажуваат дека има население во Беломорскиот дел на Македонија, ние нарекуваме северниот дел на Грција, има луѓе што се чувствуваат себе си македонци и кои што велат дека говорат македонски јазик. Истото и за Пиринскиот дел на Македонија, значи во Бугарија, нивниот западен дел. Значи, во овие 4 години владата на Социјалдемократскиот сојуз врши историско велепредавство. Значи, сакам мојот народ да запамти дека станува збор за велепредавство од историски размени, од историска димензија, која што може да биде трагедија и да има историски последици за многу генерации потоа. Може ли да доведе да исчезнеме како држава? Апсолутно се оди во таа насока. Внимавајте, едно е да постоите како држава во која што главниот столб на политичкиот суверенитет и носител на политичката сувереност е македонскиот народ, а друго е да постоите како држава во која што македонскиот народ, како македонски, ќе исчезне од правно-политичкиот поредок и систем. И во моментот тоа се случува. Значи, вие, дури и државјанството што во Преспанскиот договор, според Преспанскиот договор, се вели дека е Macedonian / Citizen of the Republic of North Macedonia или македонско крос граѓанин на Северна Македонија, тие во Централен регистар, во новите решенија за собственичката структура на правните субјекти, пишуваат кај државјанство само Северна Македонија. Царовска во реформите на образованието сака да ги учи моите деца, утре моите внуци, сака да ги учи да развиваат граѓански идентитет. Кај развивање на идентитет ставила граѓанин на Република Северна Македонија. Тоа не е идентитет. Значи, по сите основи, значи, овие се флагрантно влезени во жива кал,
дрско и безобразно, арогантно одат по Минското поле, и јас очекувам дека набрзо ќе бидат разнесени и како политичка партија, и јас очекувам дека на наредниве избори, на локални избори, македонскиот народ, независно дали е од истокот, од Кочани, од регионов и од било каде, ќе стави прст на чело, ќе размисли длабоко и сериозно и ќе ги испратиме во историја. Не зборуваме да ги казниме на овие избори. Јас одам чекор понатаму, дека Социјалдемократскиот сојуз мора да го сведеме како мечијар на 2% во Словачка, што беше сведен. Значи, ваква велепредавничка гарнитура, ваква велепредавничка партија, која што ги влече корените од една велепредавничка идеологија која 30 години го тормози македонскиот народ, мора да ја испратиме во историја. Значи, мора македонскиот народ да им го сврти грбот, да им врзе шамар на јавна сцена и на локални избори ниту еден македонец да не го даде гласот за Социјалдемократскиот сојуз. Нека ги заборават сите клиентелистички позиции, нека заборават на сите закани и уцени и така натаму. Идентитетот, гордоста, националната гордост, достоинството на мојот народ, на македонскиот народ е поголемо од било што друго. Се наоѓаме на историска раскрсница. Македонскиот народ мора да донесе клучна одлука сега на локални избори, да им врзе таков шамар на Социјалдемократскиот сојуз и да ги отвори процесите за брзи парламентарни избори до година на пролет. Значи, ние мора сега радикално да промислуваме во оваа ситуација, оти Македонија не оди никаде. Социјалдемократскиот сојуз 30 години не се покажа дека има виталност да владее со државата Македонија. Значи, ако се сеќавате во периодот 94-98 година, тие буквално ја разграбаа општествената собственост. Направија тајкуни, приватизираа многу општествени предпријатија, приграбија огромен капитал. Значи, поентата, сечија и ничија општествена собственост доведе до испарување на општествената собственост. Ако во Македонија не е носител на политичкиот суверенитет македонскиот народ, нормално споделен со албанската етничка заедница, со малцинските етнички групи, тогаш Македонија ќе испари од јавниот простор по принципот на сечија и ничија. Ако оваа држава стане сечија и ничија, каде што македонецот ќе биде со идентитет граѓанин, а сите останати ќе бидат со идентитет албанска етничка заедница, со екстремистички претензии да бидат албански народ, а не може да бидат затоа што се во Албанија и има своја држава и татковина, се на Косово затоа што има своја држава и татковина, а македонецот нема своја држава и татковина надвор од Република Македонија и никој нема право да го оспори државотворниот капацитет на македонскиот народ во татковината Македонија. Ова одговорно го тврдам, затоа што тоа е дефинирано и во Уставот, затоа се дадени стотици илјади жртви во Втората светска војна, во предилинденскиот период, илинденскиот период, меѓу двете светски војни. Значи, македонскиот народ со крв ја има извојувано оваа национална слобода и државотворноста во татковината Македонија. И тоа е нешто за кое што гинат нации и народи. Курдите со децении наназад гинат затоа што немаат своја држава. Живеат на одредена безимена територија, но цврсто веруваат во својот идентитет дека се различни од турците и од околните народи и едноставно крварат, со генерации крварат да дојдат до своја татковина, до своја држава. Македонците дошле со крв до своја држава, а некој во услови на мир потпишува капитулација и одеднаш ви ја продава историјата, културата, јазикот, идентитетот. И вие повеќе не сте македонец. Дали знаете дека на националните телевизии кога гостуваат луѓе, им шепотат водителите и уредниците: ве молиме што помалку да го употребувате зборот Македонија и македонски. И имаме притисок од владата. Ние се доведовме во ситуација да народот почне да го шепоти зборот Македонија и македонски. Па имате вие и лидери на политички партии кои што забрзано употребуваат мојата земја, нашата земја, мојата татковина, нашата татковина. Што направивме ние од Македонија? Ова ви е еден експлицитен одговор за тоа каде оди Македонија во изминативе 4 години. Е сега, за да бидам праведен пред Бога, за да задоволам Божјата правда, на сето ова предходеше 11 годишниот режим на ДПМН, кој што ги создаде сите услови и предпоставки денеска СДС да се изживува со својот народ, со политичката сцена во Македонија и со
татковината и државата Пак на Македонија. релација со ДУИ. Зошто го велам ова? Затоа што во тие 11 години режимското раководство на ДПН аздиса во нивната мегаломанија, во нивната крволочна криминогеност, грабаа до тој степен, правеа глупости до тој степен, што беа снимени од службите и денеска тие снимки Заев ги користи со уцена да владее со ВМРО ДПМН. Денеска ДПН е киднапирано од Заев и од Социјалдемократскиот сојуз. Денеска бегалецот во Будимпешта му создаде идеални услови на Заев да го владее ДПН како кукла, како папет, да го координира Мицкоски, и тоа се случува. Еве ги материјалните аргументи. Дојде Палмер, почна да мрдаат малку ВМРО, дојде Палмер, калето го фатија за уши Мицкоски, ќе бидете конструктивна опозиција. И Мицкоски стана конструктивна опозиција, му обезбеди проводност на законите на Заев во собрание. И сега внимавајте го парадоксот. Мицкоски не застанува тука. Добива налог од Заев, мораш малку да свиткаш кичмата, да навенеш главата во однос на престојниот бугарски договор. Пошто корените на ВМРО ДПМН се во бугарските разузнавачки служби и непобитни докази, има книги пишувано за таа тема, дека во основањето и во формирањето ВМРО ДПМН е формиран со пари на бугарските разузнавачки служби, сега е дојдена на платата за тие пари. И сега вие мора да одработите или да си платите дебела цена. Тоа е едниот момент. Веднаш после средбата со Палмер, не поминува една недела, Мицкоски оди кај Партени во Бигорски манастирот. Партени е бугарскиот идеолог. Тој вели македонизмот е чудовиште. Ние сме еден и ист народ со бугарскиот. Нашата црква е ќерка од бугарската. Нашите корени се во Бугарија. И внимавајте, вие му правите чест, нели, како председател на парламентарна опозиција, одите во Бигорски со вашиот пријател Партени, разговарате, договарате и тој бара од вас да легнете топката во однос на бугарскиот договор. Значи, по X причини, во X наврати, јас и минатиот пат сум говорел, и од референдумот, кога ДПН не се одважи да бара бойкот и да го симнеме цензусот до земја, за да не ни помислат да прават предавство со Преспанскиот договор, сега со нивните ставови наназад со месеци дека Северна е завршена работа, дека ние кога ќе дојдеме на власт ќе го бетонираме Северна, тоа не можеме да го промениме и така натаму, а тоа е изворот, тоа е Пандорината кутија на сето зло во Македонија, почетокот на ништењето на македонското татковината Македонија. Вие дозволувате со ваши 8 теми на пратеници да се направат уставните амандмански измени. Со тие амандмански измени во суштина си ја ставивме јамката околу вратот, прашање кога ќе ни ја тргна столицата од под нозе. Значи во X наврати со цензусот за изборот на председател и постојано имаме докази на јавна цена материјални дека раководството на ДПН е уценето од снимките на Заев. Дали со снимките од Халкидик, дали со Сейшели, геј сеансите, црнички сеанси на Сейшели, целото раководство, предходно и половина од сегашно раководство се вмешани во тие геј скандали на Халкидик, на Сейшели и така натаму. Уценети се по X причини и во моментот со ДПН не владее ниту Будимпешта, ниту Мицкоски. Тоа е илузија дека сега тие владеат со него. ДПН е алатка, инструмент во рацете на Заев и Социјалдемократскиот сојуз. И Иванов беше во право, тој што ги има тајните на мојот живот, тој е господар на мојата судбина. Од тука тајните на будалаштините и таа мегаломанија на ВМРО ДПМН и таа глупост, аздисаност, далдисаност, се во рацете на Заев и тој владее со судбината на ВМРО ДПМН. И ќе се поигрува со ДПН се додека ги има снимките и се додека не се породи политичка сила. Интегра има таа претензија да по клин стратегијата се забие измеѓу овие две партии, кои што премногу долго го тријат македонското национално ткиво и тоа се рони. Треба со таа клин стратегија да направиме тампон зона помеѓу двете, да нарасне нов македонски политички субјект, кој што здраво, цврсто стои на македонските национални стратегиски интереси, кој што си го сака својот народ и својата татковина, кој што е бескомпромисен во однос на било какво
дирање во зеницата на окото на македонскиот национален стратегиски интерес, кои што знае и умее како, кои што се доволно образовани и кои што се доволно храбри и немаат опашка, имаат чист образ, немаат флеки, не се уценети од никого, ниту од служби, ниту од странски домашни, било какви, кои што се сами и независни на својот пат, да го направиме заедно партнерски со македонскиот народ, тампонот, да ги раздвоиме овие две партии кои што во тоа ронење на македонското национално ткиво не ни останаа коските. Едноставно стана рак рана македонското општество. Че македонскиот организам е во длабока рак рана, тој крвари. Ние сега мора да внесеме тампон, да го исцелиме и да почне полека да заздравува, да го враќаме македонското национално единство на сцената. Тоа може да го направат само нови политички субјекти. Тоа може само да го направи интегра, затоа што е независна од било кого, не е уценета од било кој. И нашите претензии се тие и ние ќе обстоиме на тој пат, иако имаме милион напади, милион обструкции, милион притисоци, но со Божја помош, со наши чисти искрени намери, ќе говориме на срцето на македонскиот народ и лека полека народот ќе се ослободува, таа творечка енергија на нацијата ќе се ослободува, ќе расте потребата за промена и таа промена може да донесе само нови политички субјекти кои што немаат никаква врска или зависност од Социјалдемократскиот сојуз и со Социјалдемократскиот сојуз, од ДПН и со ДПН, ниту пак од било кој друг фактор или центар на моќ. Така. Меѓутоа, играта на политичката сцена е, би рекол, некоректна или непримерна. Појавата, како ја коментирате, на Илирида во ваквата констелација на односите, бидејќи не е случајно, верувам, што доаѓа сега пред локални избори и што ќе ја користат, верувам, или власт или опозицијата, кој како. Значи, тоа е исто пакет од целиот овој процес. Знаете, владењето со страф, по принципот на страф, ви го олеснува носењето на предавничките одлуки. Значи, пред подпишувањето на овој предпоставен дојраски договор, нели, бугарско велепредавство сега, треба да фрлите вие еден пробен балон во јавноста, да го пробиете звучниот зид кај населението, дека може да биде полошо, може да биде трагично, може да станеме федерација, може да не поделат, може да не расцепат, може не. Дај да го прифатиме ова, да земеме закрило од поголема помоќ на држава, дај да прифатиме, да го почнеме патот со Европска унија и така натаму. Внимавајте, тоа е детска играрија, тоа се будалаштини од ранка. Македонија има начин како да се извлече од овој Гордиев јазол. Има начин како да го пресечеме тој Гордиев јазол. Но решението не е на страна на проблемот. Во моментот Социјалдемократскиот сојуз, ДПН, ДУИ се проблемот. Решението е надвор од овие политички партии. Значи, македонскиот народ мора да го бара решението во нова политичка визија, во нова политичка гарнитура, во нова политичка енергија и затоа мора да породиме нова политичка партија која што ќе биде голема и моќна, доволно да ги загрози интересите на овие две партии и да ги направи наркомански зависни и Социјалдемократскиот сојуз за формирање на влада и ДПН за формирање на влада од македонскиот национален стратегиски интерес, наместо како досега од албанскиот екстремизам и од албанскиот национален интерес, кој што овие без да се либат го промовираат во јавност, газат и така натаму, заради нашата слабост, заради нашето внатре македонско национално неединство, заради судирот, заради расколите, заради постојаното сеење на раздори помеѓу браќа, што е една од најомразените работи на Господа, јас во Икс наврати тоа го говорам. Значи, излезот од оваа ситуација, значи решението од оваа ситуација е раѓање на ново. Че Интегра има претензија да биде новото. Интегра излезе со нова политичка визија, со нова политичка идеологија, излезе со чисто образ пред својот народ, излезе со љубов за својот народ, излезе со знаење, умење, вештини како да се води држава, како да се препороди татковината, како да донесеме ренесансата на сцена, како да направиме квалитетен живот на луѓето да кренат глава, да не зависат од никого. Во таква една констелација имаме ние доволно услови и основи тоа да го направиме. Благодатта од Бога и истурена на овие простори. Срамота е човек да биде сиромав. Значи, ние покажавме, имаме визија како сега на локалните избори ќе одиме со една нова локална развојна платформа која ќе изненади многумина. Почна дури и да ни ги крадат нашиве идеи. Заев некна пред некој месец
пред Сдруженијата на информатичари во Македонија најави нулта стапка за информатички ноу-хау, тоа е нашето ветување од минатите избори и така натаму. Во икс наврати ни крадат нашата терминологија, но нека. Се што е добро нека земат, нека ползуваат, не може да ни украдат толку колку што Господ може да ни даде. И ќе изненадиме на овие локални избори со нови визии, со нови проекти и така натаму. Нормално сега ќе ја приземјиме нашата локална развојна платформа, ќе целиме кон квалитетот на животот на граѓаните. Нема на жедниот да му дадеме вода да пие од хидрант, како што тоа го сторивме на минатите избори. Значи, ќе создадеме една ситуација во која што ќе се доближиме до македонскиот народ, ќе се поистоветиме едни со други и ќе отвориме една перспектива. Нашите лидерски тимови се силни, моќни, нашава политичка реторика, ораторство, харизма на јавна сцена е неспорна. Тоа е нешто од кое се плашат и Социјалдемократскиот сојуз, и ДПНЕ, и чистиот образ. Она што како политичка визија нова идеологија, заокружен пакет, го изнесуваме на политичката сцена, го изнесуваат морални столбови. И немате друг начин како да направите пресврт на политичката сцена, освен македонскиот народ да се одважи, да свати, да прифати оваа идеологија, да прифати интегра како своја, како автохтон, изворен, исконски излезен производ од својот народ, значи, независен од било која друга структура или центар на моќ, да ни ја положи довербата, да ни даде шанса да успееме да покажеме и докажеме дека македонецот може, македонецот знае и умее, ќе го разбудиме македонскиот гений. Едноставно македонскиот моќен крвен запис ќе го вратиме на политичката сцена и никогаш повеќе нема да дозволиме во иднина никој да си поигрува со македонското во татковината Македонија. Има начин како да се обезбеди еден мирен преход кон прогрес и просперитет во кој што квалитетот на животот ќе биде на пиедесталот. Секоја индивидуа ќе има шанса зашто државата ќе ја престориме во слуга на народот, да подметне рамо, да подаде рака, да ги крене луѓето наместо да одат со наведната глава последните 2 недели пред 30, нели, до новата плата, да можат 30 дена да одат со крената глава и да бидат среќни и задоволни од постигнатото во својот живот. Тоа може да го постигнеме. Не треба да ни дава ни Брисел, ни Европска унија и така натаму. Ние во нашата глупост дозволивме, значи самите дозволивме, тоа е македонска глупост. Видете што направи владата на Груевски во тие 11 години. 720 милиони евра од ИПАРТ, грантови од Брисел, живи пари, солвентни пари што ги имате на сметка на располагање да ги трошите, да ги дадете на илјадници мали и средни бизниси, да направат финални производи, да направат мали фабрики, да направат занаетчество, да направат мали и средни бизниси. Наместо да ги дадете на својот народ 720 милиони евра, вие скапернички, крвнички, барате мито, корупција, ги зголемувате условите, ги отежнувате, јарем оставате на народот, не му давате на својот народ да крене глава, да успее, да биде богат, да биде среќен, да биде задоволен. Тие 720 милиони евра, 2017 преклопувани од година во година неискористени ИПАРТ фондови, Брисел си ги повлече назад затоа што такви се критериумите и условите. Замислете кај ќе беше Груевски и ДПНЕ ако ги беше дале тие 720 милиона евра под олеснети услови на својот народ. Денеска тие ќе генерира неколку милиарди бруто домашен производ, ќе генерира десетици и десетици илјади нови вработувања, ќе генерира ново додадена вредност за општеството, ќе генерира повисок стандард кај населението, ќе генерира се и никој пат немаше да бидат симнати од власт. Но таа скаперничка назадна револуционарна идеологија од 19 век да ви се товари, да ви зима реке, да ви зима јарем, да ви зима мито, корупција од секој решение, дозвола и така натаму, ги доведе до таму докаде што се, но таа идеологија е и сега на сцената. Нема да мислите дека кога дојде ДПНЕ на власт, нема да биде исто, ќе продолжи агонијата на македонскиот народ во наредните години. Така и со СДС. Да. Агонијата е уште од 94-98, агонијата е цело време кога владее Социјалдемократски сојуз. Тие освен нивните очи перени во вашите джебови, ништо друго не знаат. Не знаат поинако да владеат. Само и едните и другите се грабливци, мрши, мршојади. Го начекаа македонскиот народ питом, работлив, вреден, му се товарија, му се качија, му свитка кичмата, му наведна главата, го уништија, го разорија однатре. Колку опасно задолжувањето, кое е страхотно тенденција која се страхотно, оди према 80% од бруто домашниот производ за економија.
која што нема перформанси да го издржи тој притисок, ние сме длабоко влезени уште сега во должничка криза. Во должничка финансиска криза. Грција ќе биде играчка за нас во однос на она што нам ни престои, затоа што владата на Социјалдемократскиот сојуз, но и овие опозиционери, други нашиве конкуренти, ништо друго не ветуваат освен очите во джебовите, зголемување на јаремот и даноците. Интегра прва на политичката сцена лани на изборите излезе со нулта стапки на одоначување, со регресивни стапки на одоначување за високо интелектуален ноу-хау во информатичко, технолошко, иновативно знаење во високо технолошки развиената зона Витез во партнерство со еден од најреномираните технолошки универзитети во Мелбурн, Австралија, со кој што имавме меморандум во најава дека ќе дојдат и ќе инвестираат и заедно партнерски ќе работевме на фабриката на еднината. Значи, единствениот излез кон квалитет на животот, кон преод по кинење на овој Гордиев јазол е концептот на намалување на даноците. Секоја партија која што ќе ви вети и ќе зборува за зголемување на даноците, тоа значи зголемен јарем врз плеките на народот. Значи, намалувањето на даноците ослободува една нова творечка бизнис енергија кај нацијата. Значи, луѓето ќе почнат индивидуално да се престројуваат, да бараат начини како да дојдат до свој собствен мал или среден бизнис. Значи, тоа е она што е предноста на идеологијата на Интегра. Во даденава ситуација, вие ако не извршите намалување на јаремот од плеките на нацијата, преку намалени даноци, преку уведување на нулта и регресивни стапки на доначување, и ако не извршите масовен процес на дерегулација, ние имаме Маздерек проект, лани го промовиравме, творецот на теоријата за економска дерегулација, значи во своите трудови математички докажува дека при 10% намалена регулатива во општеството се ослободува бизнис секторот и економијата да дава 3% стапки на раст без да се меша владата. Замислете ние ако за 30% во прва фаза и во втора фаза за 50% ја намалиме регулативата, тогаш каква творечка енергија ќе се ослободи? Денеска вие имате милион лиценци, милион решенија, милион дозволи за било која најмала ситница ве прават зависни од државните органи и институции. И таму вие во суштина создавате плодно тло за висока корупција на сите нивоа на менеджмент во државната и јавна администрација. Значи од најниското до највисокото ниво. За било кое решение и дозвола, па еве гледачите сами нека размислат тие што се во бизнисот или за било која основа, секој пат се изложени на потенцијална опасност некој да им побара мито или корупција. За да може да го добијат тоа решение или дозволи и побрзо да го добијат или да го добијат на овој или на оној начин и така натаму. Па ако сакате и градоначалниците на локалните управи при измената на дупови да предвиди еден спрат повеќе, добива еден стан или два стана од инвеститорите, градежници и така натаму. Значи корупцијата е влезена на сите сегменти, а последниве 4 години ние дојдовме на високо место на корупција во светски рамки. Значи тоа е рак рана на македонското општество. Значи по сите основи имаме назадување. И тој, значи, волшебен круг на назадување, македонскиот народ стои на стакло во даниот момент. Било кој камче да падне, ќе го скрши стаклото и ние може да потонеме во жива кал. Значи, затоа е нужна промена. Значи, промена и промена. Со нови лица, нови ликови во политиката, нови визии, нови идеологии. А ако им влее доверба, Интегра, јас лично како Љупчо Ристовски, лидерските тимови на Интегра, програмската платформа, развојната локална платформа, ако им влее доверба на македонците, на македонскиот народ, па и за сите останати, тогаш без размислување треба да ни ја дадат таа доверба. Иако имаме многу предизвици за решавање, значи имаме многу критични точки за решавање, изборниот модел е неповолен, методологијата на изборниот модел е неповолен, методологијата на пресметка и распределба на мандати е неповолен, Донтовата формула. Значи ние тука мора да направиме исто така еден радикален исчекор. Ние од лани навака ги затвараме сите критични точки, вршиме притисок врз и меѓународниот фактор, и врз останатите политички партии, и врз македонската јавност, дека хитно и насушно е потребно да се промени изборниот модел. Од пропорционален со 6 изборни единици во една изборна единица без долен праг. И во наредна фаза отворени листи. Партии, меѓутоа сега во моментов се одвива една дискусија, NDI, Националниот демократски институт од Америка,
имаше еден процес на прашалници, анкетни листови и така натаму, до политичките партии да дадат размислување во кој правец треба да се движат реформите во изборниот модел. На 9 во Александар Палас ќе биде една конференција на која што ќе учествуваме и ние како Интегра. Ние подготвуваме еден модел, се извинувам, значи Донтовата формула, која што фаворизира големи политички партии и субјекти, односно монополи на политичката сцена, да го разјасниме ова големи монополи. Знаете, во бизнис секторот, во економијата, имате антимонополски закони. Значи, системот се бори против монополите во бизнисот и економијата, затоа што тоа се проценило дека е штетно за развој на економијата. Значи, антимонополските закони предвидуваат дури и кривични дела за монополска позиција на одредени бизнис правни субјекти. Се внимавајте, на политичкава сцена, во политичкиот реалм, нели, вие имате класични монополи од партија. СДС, ДПН, ДУИ. И системот ги храни тие монополи, а немате антимонополски закони на политичката сцена. Во економијата имате зашто е таму штетно, а во политиката немате затоа што таму е корисно за монополите. Тие монополи во даден момент користат 90% од сите буџетски средства што се на располагање на политичките партии. И другите ресурси низ држава. 90%. 90% користите од медиумскиот простор, зашто и таму имате монопол. Замислете, монополите користат монополизирана позиција и во медиумите. 90%, дури и во изборната кампања, повторно 90% пари се за нив. Повторно 90% од минутажа на сите медиуми и национални и регионални, повторно се за нив. ДИК одлучува и Агенцијата за медиуми која партија колку минути има. И ние минатиот пат се соочивме со ситуација 10 партии да делат 10% од медиумскиот простор и 10% од финансиите. Тоа значи имате една минута во реален час, што е ништо кога ќе го распределите на национални телевизии, на регионални телевизии, портали и така натаму, нели, пошто електронски медиуми и портали е во законот, тогаш апсолутно станувате невидливи на политичката сцена и да сакате да платите, не можете. Затоа ние одевме со концептот пред почнување на кампањата, нели, одевме на националните телевизии Канал 5 Сител со една масовна кампања за да луѓето не видат, затоа што во таа шума од реклами со една минута реален час во време на 20 дена кампања не може да ве види нацијата. Значи, овие монополи во суштина си се улегнале во таа позиција и ние мора да ги раздрмаме. На другата страна, покрај Донтовата формула, ги имате Сентлек моделот и Харе квота моделот. Значи, тоа се нови методологии кои што прелеваат отворен простор и шанса за средните партии, за помалите партии, за микропартии и така натаму. Значи, едноставно, остава простор да се внесе малку поправеден модел на распределба на мандатите во собранието согласно освоените гласови. Но во делот на самиот изборен процес, покрај ово основно една изборна единица без долен праг и во втора фаза отворени листи, значи за појаснам на гледачите, отворени листи се ако имате, да речеме, 120 имиња и презимиња кај една изборна единица, вие од тие 120 треба да изберете, значи, луѓе, и по заокружувањето на луѓето ќе имате шанса да изберете 3 или 5 од таа листа, или не знам, 30 или 50, зависи како ќе биде моделот, и на основа на тоа се собираат гласовите и последниот од листата може да биде прв ако има авторитет кај граѓаните и кај луѓето. Така се делегира, нели, овластувањето за влијанието врз демократијата и така натаму на граѓанството. Но во дадена ситуација ние мора методологијата да промениме, бугарскиот ВОС мора да го искорениме од општеството, има начин како, со антитефт налепница, безбедносно отпечатена на гласачкото ливче и скенери на вратите на секој избирачко место, вие апсолутно не може да дозволите било какво празно гласачко ливче да излезе или да влезе на изборното место. Тоа е начин како да го спречиме бугарскиот ВОС. Но истовремено, со баркод на гласачкото ливче и баркод на гласачката кутија нема да дозволите било какво гласачко ливче донесено од било каде да влезе во гласачката кутија. И системот ќе свири, ќе алармира и тога се прекинува гласањето. Втора работа, кога ќе дојдете со
лична идентификација со патна исправа, мора да пројдете на магнетен скенер, да се види дали е двојна лична карта, дали е лична карта од умрен, дали е лична карта не знам како добиена или пасош или било како. Че вие мора идентификација со магнетен читач, тоа го немаме во законот во моментот. Второ, со фингерпринт, со отисок од прст, вие треба да го потврдите физички вашиот идентитет со идентитетот на патната исправа, затоа што некој може да гласа со лична карта на некој во Швајцарија. Значи, вие мора да го потврдите вашиот идентитет со идентитетот на патната исправа. И трето, гласачкото ливче, на крај кога ќе пребројува изборната комисија, тоа гласачкото ливче мора да го пушти низ магнетен скенер. Значи, на еден скенер, ливчето проаѓа, над зидот ќе има телевизор, сите ќе го видат ливчето, наместо вака физички комисијата да рече да е исправно, неисправно е, ќе го гледаат сите, тоа ќе оди онлайн, ќе оди во општинска изборна комисија, државна изборна комисија, и никој не може да каже дали е тоа за интегра или е за интеграција, односно ДУИ. Како што се случуваше на минатите избори. Си ги делеле меѓу себе, таму каде што интегра, одма на интеграција. Затоа имаше ДУИ многу во македонските средини освоени гласови. Че ова е со материјални докази од избирачки места низ Македонија, каде што луѓе се колнеа дека тоа било вистина при пребројување и така натаму, дури луѓе високо од врвот на ВМРО-ДПМН. И како да се спречи продажбата? Ова е моделот во кој што вие во суштина влевате доверба во изборниот процес, затоа што во Македонија изборниот процес и изборните резултати се на најниско можно ниво на планетата Земја. Никој не верува во исправноста на изборните резултати. Минатите избори во 12:30 некои си дечки од не знам си каде го киднапираа софтверот на Државната изборна комисија и од 12:30 нагоре тие го штелува и го креира изборниот резултат во Македонија. Значи, вистината за изборите лани е класична кражба, класично штелување, киднапиран софтвер, сите беа сведоци на тоа, немаше изборната комисија поима што и се случува, во 2:30 излегува дека им е хакиран системот. Значи, вие имате некредибилни резултати и ви владае влада која што е велепредавничка, која што е капитуланска, која што е поданичка, јаничарска и ги прави историските велепредавства за македонскиот народ. Значи, овој процес мора да доживее еден класичен ресет. Не велам класичен нирнбергски процес, но еден македонски нирнбергски процес мора од почеток да си ја земе работата како што треба. Интегра предложи 12 правни апостоли, 6 од Македонија, бирани на конкурс и јавно, најдобрите во Македонија, 6 од странство, меѓу кои што македонци во странство, кои што успеале во правната фела, ме разбирате, дел такви, дел странци, 12 души, 24/7 на третиот канал на македонска телевизија, еден по еден ќе се отвара случаевите од сите овие 30 години. Има кривични дела што не застаруваат, ќе се суди јавно, значи едноставно мора да пројде правно-политичкиот поредок низ еден ресет и да го доведеме во ред. Крајен момент е македонскиот народ да се свести и да положи довербата во политичка партија која што знае што сака, знае како цели, знае како да го врати квалитетот на животот, знае како да го ресетира правно-политичкиот поредок во Македонија, знае како да едноставно ја заживее економијата. Ние гепот во системот од намалените даноци во буџетот ќе го пополниме на многу интелигентен начин со 3 слободни финансиски зони во Скопје, Охрид, Струмица, каде што по специјални меѓународни стандарди со воведени anti-money laundering policies, нели сите политики против било каква можност за перење на пари, нели коруптивни, криминални, не знам, од војни, од не знам како и така натаму, ќе се затворат сите критични точки и во дадената ситуација тие приватни инвестициски фондови ќе им подадеме рака, ќе подметнеме рамо како држава со тој квантум на капитални инвестиции и субвенции од 650 милиони евра, ќе станеме партнери 1/3 во еквити, во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, каде што тие приватни инвестициски фондови ќе ги премостиме банките и нивниот јавашлук во Македонија. Јавашлукот во Македонија од банките за секоја провизија да ви не плаќаат, затоа се тие најсветли канцеларии, згради, најбогати се во Македонија заедно со спортски обложувалници, кладилници и не знам што и така натаму. Значи, преку приватните инвестициски фондови кои што на претек ги има во светот, имаме лични пријателства и контакти со нив и меморандуми подпишано, ќе дојдат да бидат партнери и автоматски тој геп ќе го премостиме со 650 милиони, вие уште 2/3
до 2 милиарди создавате основа за да влегувате понатамо партнерски до 1/3 како инвестициски фонд со нови инвестициски фондови за големи проекти како Чебрен, Орлов камен или со Бошков мост заедно. Значи со не знам гасификација брза на Македонија, со не знам и со сите останати проекти кои што ги говориме, со соларни резервати, со ветерници, со брза железница, со патна инфраструктура. Трагедија ние денеска во третата декада на 21 век да разговараме со Бугарија за идентитет и за постоење на еден народ. Наместо да разговараме за 6 ленти автопат од Охрид до Бургас, наместо да одговараме за 3 гранични премини, кај Берово да го отвориме, кај Струмички оддел со 6 ленти автопат, да поврземе Бугарија и Македонија, да диши тој економски организам, населението културно да се поврзува. Европа, западна пред се. Се извинувам. Наместо да имаме брза железница Охрид Бургас, наместо населението, стоката, услугите, капиталот да движи, да работи, тие и понатаму се закопани во нивните ровови од КГБ, од влијанието на Москва. Колку повеќе држите подалеку Македонија од соработка со Бугарија, толку повеќе ќе доминира српско-рускиот интерес на овие простори. Србија ќе си продава српски производи во Македонија, бугарските нема да проаѓаат, српски певајки ќе не доаѓаат во Македонија, нема да доаѓаат бугарски музички звезди и така натаму. Значи едноставно целото ова не знам препелкање на Бугарија во однос на идентитетското во Македонија ги сопира од една соработка нормална, културна, каква што доликува помеѓу два народи, помеѓу две држави во третата декада на 21 век. Македонија и македонскиот народ се завршена приказна, тоа никој не може да го оспори или да го врати назад. Јас велам, дури и странците, па ако сакате Вашингтон, Лондон, Брисел, не знам кој, центри на моќ, ако и понатаму инсистираат да се супресира македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија, по системот на врзани садови ќе се породи радикален македонски национализам на овие простори. Ќе се тресе Балканот, нема да има мир, нема да има прогрес, нема да има просперитет. Затоа мој совет, јас тој совет го упатив во Конгресот во Америка, како порака, во Америчка амбасада на Калето овде, со сите амбасадори со кои што сум се среќавал, со сите конгресмени, со сите европратеници во Брисел кои што се наши партнери и пријатели. Значи во парламентот во Сиднеј во Австралија, во парламентот во Лондон во Британија, секаде кажавме дека македонскиот национален интерес остварен во сета полнота во татковината Македонија е гаранција за мир, прогрес и просперитет на Балканот и регионот на Југоисточна Европа. Тоа е гаранција за бедем на јужното крило на НАТО. Гаранција за остварен во сета полнота американски геостратегиски интерес во Македонија и во регионот. Немате друг начин да го остварите својот интерес. А ако го негирате македонското во татковината Македонија, ако не дозволите тоа да расцвета во сета полнота, да биде додадена вредност, творечка додадена вредност за европската култура и цивилизација, за светската култура и цивилизација како што сме биле од секогаш, од давнина, тогаш вие чекорите на тенок мраз, на тенок лед. Ке се породи, јас го одговорно го тврдам, веќе имам и сознанија, радикален македонски национализам од кој што ќе се тресе Балканот. Тоа го знаат центрите на моќ во Софија, во Атина, во Белград, во Албанија, во Косово и на секаде. Може ми изгледа македонскиот народ поразен, мал, нејак, слаб, но врие однатре една нова енергија, која што не е добро да отиде во несакан правец, во несакана насока. Борбата на интегра е ова енергија да насочиме да стане творачка бизнис енергија, да стане творачка енергија сите на овие простори, да едноставно изградиме услови за еден квалитетен живот, да бидеме сите среќни и задоволни од постигнатото во нашиот живот. Едноставно, на ова свето парче македонска земја, секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори на ова парче света македонска земја е наша кованица да биде среќна и задоволна од постигнатото во својот живот, може да го постигнеме. Значи, немаме ние проблем како македонци да ги прифатиме сите останати. Немаме проблем, ист воздух дишеме, исто сонце не грее. Значи, исто тежи солзата на мајка македонка и мајка албанка. Но со постојаното супресирање на македонското во татковината Македонија, со постојаното растење и хранење на екстремизмите на албанските политички партии во Македонија, со постојаното хранење по оваа пизмен политика на крокодили, надевајќи се дека последни нас ќе не изедат крилатицата на Черчил, која ја во икс наврати ја споменувам од страна на екстремистичка Софија и Атина, ништо друго нема да се породи освен
некоја наредна генерација македонци да земе оружје во рака и да си го врати она што сме го имале ние во услови на слобода и што некоја предавничка влада на Социјалдемократскиот сојуз го донела македонскиот народ во една таква капитулантска позиција и ситуација каква што сме денес. Затоа е време за промена. Значи, јас би сакал да го повикам македонскиот народ да едноставно, независно од нивната политичка припадност во дадениот момент, се придружат на интегра, да прераснеме во едно движење кое што ќе работи здушно партнерски со македонскиот народ, на враќање на македонското национално единство, на исцеление на македонското национално ткиво, на оздравување на македонскиот национален организам, на зајакнување на македонското во тквината Македонија, без да повредиме ниту една душа човечка, која што е родена на овие простори, дали од албанската етничка заедница, дали од останатите малцински етнички групи во Македонија, да изградиме едно општество во кое сите индивидуално ќе бидат среќни и задоволни од постигнатото во својот живот. Тоа може да се постигне ако се има политичка волја, ако се сака својот народ, ако се сакат татковините, ако се нема скриени намери, задни агенди, ако не сте уценети, ако некој едноставно не ве уценува од тајните на вашите погрешни политики што сте ги имале во минатото. Пред крајот на овој разговор, дали можеме да проговориме за тоа докаде се активностите во интегра околу предстојните локални избори, дали веќе ги димензионирате вашите активности во делот на избор или учество со градоначалници, советнички листи и така натаму? Да, републичкиот избор е штапен на терен, значи ги анимираме општинските изборни комисии, значи формирани се координаторите и групите по планските региони во Македонија. Од прилика се детектирани општините каде што имаме потенцијал, јадра, комитети и тимови да настапиме со наши кандидати за градоначалници, нормално и со советнички листи. Ке имаме дел општини каде што ќе одиме само со советнички листи. Значи едноставно работиме на терен, анимираме луѓе, го бараме квалитетот во членството, приврзаниците, симпатизерите и нормално во оние кои што пројавуваат амбиција за независен настап на изборите. Интегра е подготвена да подметне рамо, да подаде рака нормално на индивидуи и групи од населението кои што имаат амбиција да изнесат нешто ново на политичката сцена, наместо да собираат илјадници потписи, би влегле партнерски во процесите со една известна доза на слобода во одлучувањето утре, да има модели, модалитети, методологија како да ги движиме работите со меморандуми така натаму, да го донесеме најдоброто за локалната управа, да владее со општините, да кандидатите за градоначалници бидат вистински домаќини кои што ќе се грижат за општините, за градовите, за населените места и така натаму, да едноставно направиме пресврт. Сега во оваа прилика не би откривал, имаме неколку иновативни методи и во делот на фискалната децентрализација, и во делот на реорганизација на општинската управа. Има време управа. да изборите, да. Но ќе разговараме во детали на таа тема со Божја помош. Значи веќе работиме на детализирање на одредени аспекти на нашата локална развојна платформа, веќе го имаме и брендот, него откриваме во јавност и така натаму, и како и секогаш ќе бидеме бајги атрактивни со нашата политичка понуда за локалните избори. Очекувате дека ќе им помрсите многу од сметките на... Па со Божја помош се надевам и работиме на тој план. За волја на вистината, ние на 30 ноември понудивме еден меморандум на политичките партии од опозицијскиот патриотски претпоставен блок. Во тој меморандум ние понудивме начин како да се создаде антивладин фронт за пад на владата на Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕ. И го понудивме на ВМРО ДПМН, на Левица, го понудивме и на Глас за Македонија, и на Единствена Македонија, и на одредени патриотски групи во Македонија кои што може да се приклучат, но и на дел политички партии кои што оставиле маркери во својата историја, а се сега во блокот на Социјалдемократскиот сојуз, како што се Демократскиот сојуз и Дом. Значи, од прилика тие партии ги ставиме во меморандумот, но едноставно инсистиравме на одредени основи на кои што ние можеме да направиме таков решафл на политичката сцена, таков пресврт. Знаете, од еден независен пат, вие сега нудите опција да може да се окрупни се патриотско во десниот блок и да издействуваме брзопотезен пад на владата на ЗАЕ преку отпочнување на, ние нарековме, македонска, татковинска револуција, која на 1 март требаше да започне со масовни протести низ Македонија. Единствениот услов беше да ги дефинираме тие
црвени линии, основите постулати и столбови на кои што може да се ослоните да бидат замаецот или катализаторот на политичките промени во Македонија. Тоа може да биде само прашање од маштрав. Ние го понудивме прашањето Северна да испари од јавниот простор. Брзопотезно во првите 100 дена таа испарува, се враќаат сите табли на државни институции, има начин како. Затоа ангажиравме посебен правен експертски тим од Словенија, Британија и Израел, раководен од доктор Маријан Попески, кој што има дисертација од брането на тема како да го вратиме името, значи како да се поништи Северна на еден правно, политички издржан начин. Значи може да се направи тоа веднаш, со ништовност на Преспанскиот договор и така натаму, без при тоа да се повредат процесите во меѓународни рамки, без при тоа да се, не знам, загрози членство во НАТО или така натаму. Тоа е неможно во дадена ситуација ради процедурите во НАТО, но зборот ми беше, тоа ни беше еден од условите да седнеме тоа прашање од историски габарит да биде замаецот или катализаторот на новите промени во Македонија. И за волја на вистината, јас јавно морам да кажам дека ВМРО ДПМН не одбива тој дел, затоа што за нив Северна е завршена приказна, дека ако ние чепкаме во Северна, ќе го навлечеме гневот на длабоката држава. И ние не сме знаеле колку бил опасен тој гнев на длабоката држава, дека ние морало да бидеме конструктивни во дадена фаза, да соработуваме со Калето, со странците, и тука целата приказка веќе почна да се распа. Имаме уште неколку основи на кои што сакаме да има една изборна единица, да се согласиме сите. ВМРО ДПМН е против една изборна единица, затоа што ќе го изгуби монополот и таа монополистичка позиција. И тука веќе немате основа на која што можете понатаму да размислувате и да соработувате. Но ние рековме, еве, како партија, татковината е поважна од нашите лични, нели, како лидери на политички партии, егоа, суети, не знам, било каква нарцисоидност, било што. Едноставно ние ќе бидеме тие кои што ќе подадат рака и во едно партнерство без преемство во лидерство ќе влеземе во една заедничка битка да собориме владата на заев, да престане ова детериорирање на процесите врзани со длабоко тоење македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија. Но за жал таа иницијатива пропадна. Јас можам слободно да прогласам за затворена. Доволно долго чекавме, од 30 ноември до скоро чекавме, до истекот на мај месец. Дававме пораки во јавност, на пресконференции, на Алфа телевизија, значи во нивни медиуми, на Вести во Сител, во центар емисијата кај Васко Ефтос. На секаде ние праќаме пораки, на пресконференции со видео браќање, со постови на Facebook, социјални мрежи, но едноставно не наидовме на разбирање. Сега за сега некој се гледа само големата слика и доаѓа времето кога што и Интегра и македонскиот народ ќе им покаже дека повеќе не можат никогаш да бидат сами во големата слика, затоа што старата слава помина, затоа што ДПН го изгуби ореолот на ВМРО кај себе си, тоа повеќе не постои, згазено е, погазено е, омаловажено е, изневерено е, дури непримерено и некоректно е ставено испод секое ниво. И затоа ние одлучиме да одиме сами на политичкиот пат, ја тераме таа политичка приказна, ја тераме ова визија. Приказната на Интегра се уште не е раскажана во сета полнота во македонската јавност. Ни недостасува видливост, ни недостасува гласност, но се бориме како лавови посветено, цврсто, имаме политичка волја, одиме до крај, не зависиме од никого, не сме уценети од никого, немаме опашки, имаме чисто образ, храбри сме на сцената, знаеме, умееме, имаме вештини како. И едноставно партнерски со народот ќе го најдеме оној момент на синергија, на сплотеност со народот, на поистоветување едни со други, за да можеме да направиме она што е посакуван пресврт на политичката сцена. На овој или на оној начин, до тоа секако ќе дојде. Ви благодарам што споделивте ваши размислувања, видувања, анализи на се она што се случува во државата и она што е битно да го знаат граѓаните во пресвет на локалните избори, бидејќи според многумина политичари тие се многу битни и можеби според и ваши желби да бидат и пресвртни во многу аспекти. Уште еднаш ви благодарам за учеството во емисијата и се надам дека ќе имаме многу други прилики кога ќе зборуваме на овие теми кои навистина ги интересираат граѓаните, бидејќи од нив им зависи нивната иднина, зависат многу процеси во државата, иселување, така натаму, и така економија и така натаму. Почитувани гледачи, и на вас ви благодарам за вниманието со кое нас следовте. Поведете за крај само. Сакав и вам да ви се заблагодарам
заблагодарам на вашите гледачи и да поздравам вашата публика. Нека Господ Бог сите ве благословува и да се надеваме на посветла иднини и на подобри денови. Така, уште да благодарам. Тоа беше се во емисијата Отворено.